Република Македонија ја погоди голема трагедија. Во пожар во дискотека животот го загубија 59 лица. Охрид е град каде особено во лето има голем број настани, има голема фреквенција на луѓе и треба голема внимателност кога станува збор за капацитетот на објектите, особено угостителски, сигурноста на присутните, но и подготвеноста да се реагира брзо и ефикасно при несакани ситуации. Командирот на територијалната противпожарна единица Охрид Борко Јанкуловски во интервју за Супер радио и Охрид прес зборува за предизвиците со кои се соочуваат при гаснењето пожари на затворено, дали и колку се користат несоодветни материјали за градба и изолација, но и за свеста и совеста на организаторите да ја ангажираат службата за противпожарно обезбедување на настанот. Сведоци сме на една голема трагедија која што ја погоди нашата земја, па еве конкретно за Охрид. Дали сте имале можеби вакви случаи во Охрид, пожар да се проширил многу брзо поради користење на несоодветни материјали? Добар ден, најпрво сакам да изразам како командир на територијалната противпожарна единица при општина Охрид, заеднички со моите колеги, сочувство до настраданите во огромната катастрофа која ни се случи во нашата држава и сакам да им посакам побрзо опоравување на повредените. Точно така ние како територијална противпожарна единица често се случуваме со пожари на објекти, дали биле индивидуални објекти или биле колективни. За среќа, не дај Боже, никаде да се случи ваква трагедија како што се случи во Кочани. Меѓутоа и ние се соочуваме во објектите со користење на лесно запалливи материи, се со цел да се избегнат одредени трошоци на сопствениците кои раководат со нив. Во доста случаеви, се користат несоодветни материјали, лесно запалливи материјали, дали биле тоа некои сунгери поставувани за изолација, полуитерански панели кои брзо горат, односно се лесно согорливи, некои одредени дрвени конструкции кои се премачкуваат со одредени намази, средства кои се изработени на база на нафтени деривати и слично. Најчесто тоа е во угостителските објекти. Сме имале доста случаеви. Обично зградите од постар тип на градба има некои соодветни безбедносни мерки, меѓутоа со тек на години веќе никој не извршува контрола во нив, апсолутно нема никаква внатрешна хидранска мрежа или ако има алатките, сревата и противпожарните млазници се веќе украдени, линијата протокот на вода е запрен, така да во случај на пожар ние веќе не можеме да ги користиме. Кои материјали најбрзо горат, што да се користи, а што да се избегнува? Овака Закон о заштити и спасување јасно има пропишано, односно објектот согласно намената за која се предвидува да функционира, треба да има минимални технички безбедносни мерки, дали е угостителски објект, дали е некоја трговска фирма или се обавува некоја занетчиска дејност, јасно е пропишано, тие треба да бидат огнеотпорни материјали, кои во денешно време лесно се достапни, ги има. Исто во нашата држава ние имаме европска регулатива, односно таквите материјали се пропишани со посебна ознака, се со цел да се разбереме и од тие материјали нема ништо што не е трајно отпорно во случај на пожар, меѓутоа задолжително треба, особено во угостителските објекти, кабареата, диската, каде што се организираат концерти како што беше случајот и трагедијата во Кочани, да се обрне внимание на кровните конструкции, односно во случај на пожар треба минимум 30 минути да има издржливост на кровната конструкција, пристапни евакуацијски излази, кои треба да се минимум 1,80 м, нормално противпожарни апарати, внатрешни хидрански мрежи и слично. Какви се правилата во делот на противпожарната опрема и заштитата кога станува збор за заедничките објекти? Тоа е веќе несериозен пристап. Обично знаеме и во нашата општина и во целата наша држава, стамбени простори се пренаменуваат за вршење на некаква угостителска дејност. При самото тоа, како што претходно споменавме, треба да се запазат сите безбедносни мерки. Односно, Дирекцијата за заштита и спасување има најголема надлежност во вакви ситуации, со нивните инспектори, кои треба да проверат дали тие лиценци кои видовме дека се лесно достапни, дали се издржани од безбедносен аспект.
Како служба сте присутни на бројни настани кои што се случуваат во нашиот град. Па што се бара од вас како служба кога се организираат концерти на отворено и затворено и која е свесноста кај организаторите да ве ангажираат? Ние како територијална противпожарна единица обезбедуваме во текот на годината многу настани, дали биле фудбалски надпревари, останати културни манифестации, јавни настапи, концерти, обезбедување на високи представници, кои често ги имаме во нашиот град и слично. Ние како територијална противпожарна единица на претходно барање на организаторот на настанот или на локалната самоуправа го обезбедуваме објектот противпожарно со наши екипи, со наши возила. Меѓутоа има многу концерти кои што се организираат во нашиот град, кои не поднесуваат барање, односно сакаат да го поминат концертот без да платат соодветен наместок согласно правилникот кој ги има општината донесено за овие дополнителни услуги. По повеќе наврати ние веќе знаеме каде се одржуваат концертите, апелираме до истите организатори да достават соодветни барања. Меѓутоа дел од нив повеќето не го прават тоа, повеќето праќаат обични известувања за одржување на јавен настап, а не барање за присуство на нашите екипи на лице место. Како одат подготовките во пресред на новата сезона? Дали службата е доволно екипирана со кадар и возила? За тоа територијалната противпожарна единица можам одговорно да тврдам дека е една од најекспедитивните единици во нашата држава. Од технички капацитети, значи солидни сме, секогаш може и подобро. Ево веќе во тек е постапка за набавка на одредена техничка опрема за шумски, која би се користила за шумски пожари и комплетни интервентни одела за урбана средина, кои како единица, општина Охрид и територијалната противпожарна единица од историјата на постојањето на нашата служба првпат ги набавува нови, кои се со прилично висока цена, меѓутоа во нашата работа нема импровизација и мораме да ги пратиме, да речеме, некои светски трендови на опреми и слично. Ево упатуваме апел до граѓаните на општина Охрид и општина Дебрца, односно тие се две општини кои ние како територијална противпожарна единица ги покриваме. Едноставно, значи, секој поединец треба да биде совесен за своите постапки. Законските мерки се јасно пропишани, дека е строго забрането палење на оган на отворен простор, во поглед на шумските пожари, во поглед на собствениците кои раководат со објектите, угостителските објекти, независно исто и во домакинствата да бидат присебни, да си ги пратат едноставно законите за заштита и спасување при вакви ситуации се со цел колку што може повеќе да ги намалиме последиците.